Ги следите регионалните вести. Православните христијани денес го чествуваат Свети Никола Летен. Празникот традиционално се прослави во црквата Свети Никола во Жилче. Малиот водосвет и режење на кумскиот колач го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Со голем црковно-народен собир, празникот Свети Никола Летен денес традиционално се празнуваше во тетовското село Жилче. Голем беше бројот на верници од селото, но и од околните села и градот, кои дојдоа да запалат свечи и да се помолат на патронот на црквата за здравје и спасение. Чествувањето започна рано утрово со света божествена литургија. Традицијата на заедничка прослава на Свети Никола Летен во Жилче е започната од 1999 година. До тогаш верниците празникот го славеле како домашна слава. Чествувањето на празникот е повод верниците да се соберат на едно место и заеднички да прослават. Петко Ристовски, член на црковниот одбор на црквата Свети Никола село Жилче. Па како секоја година и оваа година празникот на нашата црква го пречекуваме многу убаво. Патронат на нашата црква. Што се спаѓа во подготовките? Па во подготовките и самите ќе погледнете сабајлето во 8 сат се почина со литургија. Во 11 часот е кршење на колачот, делене на паричината и во 11:30 е ручекот за сите гости кои што ќе дојдат на нашата прослава и на нашата црква. Па во славскиот колач има 10 паричина, значи 10 кумови, кои што ќе бидат за наредни кумови за другата година. Која е должноста на кумовите, а која е на црковниот одбор? Должноста на кумовите е да служат во црквата, во појатата, во трпезаријата. Тоа е должноста, иначе цело село е помага за ова подготовка, за овие работи што се прави во ова наша црква. Јас сум Иловски Драшко, село Ратае, имам 75 години и новиот добар ден, наш ден, доаѓам сака година, има преку 25 години 30. Кршим леп, панаџије дигаме, тоа све, учествувам овде, да ви кажем, нашиот народ е добар, самите видите како време не служи убаво, но на данашен ден имам друштво оде од Ратае, од Жилче, колеги, мои другари сме уште се најамо, еве суседно со колега овде што ние, тој мој еснав е, пријатели имам овде, стано сме били заедно, ка печари, ка деца и Бог нека поможе на сите младина што се имаме овде, ве. Па секоја година го подготвувам. Тука сум од соседното село Ратае и ние како добри другари, пријатели, доаѓам тука и да озготвиме јадењето за славата. Готвиме два казана граф и 2 казана гулаш. И така секоја година се троши све, иде, народ има доста, то. Малиот водосвет и режење на кумскиот колач го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво. Нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жиделство. Најпрво да заблагодарам за поканата и за честа која што му кажавте како и секоја година и оваа година сум овдека да прославуваме заедно на овој светол ден. Ден кој што ретко во нашата црква, каде што имаме црква посветена на овој празник на Светиот Николај Летен. Нека Бог по неговите молитви ни подари многу здравје и радост на вас и на вашите семејства, да имате честити кумства и благослов во текот на годината, а Свети Никола се моли за вас и за вашите семејства. За многогодини празникот, што порадосни, повесели да се видиме до година. Честит празник.
Во парчињата од погачата беа вметнати парички кои ги определија кумовите за до година. Јас сум Стефанија Џаровска, јас сум од Жилче и мене ми падна паричето на Свети Никола Летен. Што посакуваш да ти донесе оваа паричка? Па среќа и петки во школа. Јас сум Силвија Џуровска и сум од тука и сакам да ми донесе здраво среќа на семејството и на фамилијата. Здраво, јас сум Мила Марчевска од село Жилче и не ми е прв пат кога ми паѓа паричето и многу сум среќна и посакувам на сите здравје и среќа. Јас сум Викторија Митовска од село Жилче и за прв пат ми се паѓа паричето. Сакам да ми донесе многу среќа, љубов и здравје на сите. Како и секоја година, традиционално кумовите на прославата приредија братско-сестринска трпеза на љубовта и музичко-забавна програма. Празникот Свети Никола Летен денес со црковно-народен собир се одбележа во патроната црква и во тетовското село Доброште. Чествувањето на селската слава продолжи по домовите на Доброштани. Традиционално со црковно-народен собир празникот Свети Никола Летен денес се одбележа во патроната црква во тетовското село Доброште. Голем беше бројот на верници кои утрово се собраа во Божјиот храм за да му оддадат почит на светецот, закрилникот на селото и да се помолат за здравје. Парохискиот свештеник отец Перица Бојковски го изврши чинот на водосвет, пошто ги благослови виното и пченицата и ги прережа славските колачи. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за овој свет грав, за нешто гледат во него со вера нади страх Божи. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за високо преосвещ митрополит наш Тетовско-Гостивански Јосиф, за честното свестество Христо-Џакоци клери за сите луѓе. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за благочестивиот и Христолюбив православен народ наш. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Да се биде кум на прославата на закрилникот на Доброште Свети Никола е голема чест за сите мештани и се верува дека носи среќа и напредок во семејството. За прв пат годинава се организира кумство, така таа чест ми припадна мене како кум за наредната година и воедно би му го честитал празникот на сите мои соселани, а исто така и на селото би му сакал тоест на во мојот дом, среќа напредие како на сите мои соселани, селото да ни се множи за многу години и празникот нека ни е вечен и вековит. За време на турското владење во Македонија, овој храм бил главната селска црква во Доброште. Подоцна бил комплетно разрушен со помош на мештаните од православна вероисповед, но и од муслиманска вероисповед, како и со помош од фирми. На местото некогашниот храм повторно бил возобновен. Повеќе од 5 години се собираме на денешен ден Свети Никола на ова манастирско место. За Свети Никола Летен порано било манастир. За време турско го срушиле манастирот. После неколку време идомо правимо обележје до 77 година. 77 година го обновимо и ден денеска. Иако беше срушено, понапред обичаите свака година редовно си идомо обичаите да ги правимо. Од 77 година го обновимо и све гледамо све подобро, да ни биде подобро и повеќе народ и повеќе, да го направиме ова во туристичка атракција, излетничко место, донесемо и чешма, го градимо, трем направимо, клупе направимо, мислимо и понатамо што можеме да уредимо, ќе уредимо. Манастирот дотира многу одамна, од 12-14 век по кажувањето, било срушено за време турско. Имало огромно звоно, по кажувањето се слушало до Желино. Тој што бил на аскерот турски, многу се нервира кога чукало звоното и наредил аскерите да го рушат манастирот
И им било и ним тешко да дојдат да го рушат, го рушиле меѓу село Глоѓи и Доброште, имаше камен голем, ние смо затекли, тој е запреќен тој камен голем, поставиле топ на тој камен и од тој камен го рушиле со топ манастирот. Ние смо затекле рушевина овдека, сега еве што е изградено, што е поправено, што е направено, благодарение на селаните, на иницијативниот одбор, на луѓе од страна што дале помош. Според традицијата, мажите утрото одат во малата црква и ги принесуваат славските колачи, а прославата на празникот продолжува по домовите, каде Свети Никола се чествува како селска слава. Потоа во вечерните часови се организира општонародна веселба, на која освен доброштани присуствуваат и гости од околните населени места. Денешниот празник посветен на Светиот Никола е всушност денот на пренесување на неговите мошти од мир во Ликија до Бари во Италија. Кога на Блискиот Исток почнал да продира исламот, многу населени места биле опустошени. Заедно со населбите страдале и гробовите на светителите. Во тоа време јужните делови на Италија уште биле православни. На пристаништето се собрале многу верници кои ги пречекале светите мошти. Уште со првиот допир со светите мошти, многу болни примиле исцелување, а за неколку дена оздравеле над 100 болни од различни болести. Поголемите поројни дождови кои го зафатија синоќа Тетово, улиците и тротоарите се претворија во реки и мали езерца. Денеска состојбата е стабилизирана. Оштетување по домовите не е регистрирана. Тетово синоќа повторно пливаше во вода откако градот го зафати обилен пороен дожд. Количината на вода не можеше да ја абсорбира канализационата мрежа која на неколку улици, градски булевари изби и поплави повеќе сообраќајници. На различните места интервенираше Тетовската противпожарна единица. Синоќа ни беше дојавено, значи, за случај на поплавени коловози на делов на улицата Благоја Тоска, каде што веднаш излегуваме со 3 противпожарни екипи и 3 пумпи, за да го ослободиме коловозот во делот на истата улица кај Касарна и кај Агрокалишта, каде што беше најкритично. Работиме цела ноќ, не дозволивме, значи, таа вода исто да се прелее по домовите на граѓаните кои се во непосредна близина на овие настани и исто така да возможиме најнормален проток на возила и луѓе по коловозите. Од Тетовската противпожарна единица велат дека може ваквите појави да се спречат или ублажат, но потребно е поредовно чистење на атмосферската и фекалната канализација, но и поголема свеска и граѓаните кои фрлаат се и се што во канализационите мрежи. Ние на терен сме секогаш со сите служби кои ја тангираат оваа област, значи и со комуналното предпријатие и со водовод и канализации. Лошо е да се каже дека ние наоѓаме дури во одводните системи на канализациите дури цели органи и душеци. Значи се што може да парчиња душеци, значи се што може да се стави во ними. Значи би апелирал, значи сите овие што се памперси, влошки, значи се што е онака од памук или тканина да не се фрла во шолите и затоа што тоа навистина ја затнува одводната канализација, да не зборим за атмосферската. Се очекува и во периодот што следи делови од Тетово повторно да пливаат во вода, затоа што веќе од утре се очекуваат обилни врнежи од дожд. Се заокружија промените на директорските места во гостиварските училишта, откако Министерството за образование му ги одзеде надлежностите на градоначалникот Таравари во таа област. Денес нов директор доби основното училиште Гоце Делчев. Изминатиот период се случија неколку директорски смени во училиштата на подрачјето на Гостивар. Најновата е од денес, а се однесува на директорското место во основното училиште Гоце Делчев. За нов директор е именуван Игор Радески, кој досега работеше во училиштето како наставник по музичко образование. Радески на директорската позиција доаѓа на местото од Сашо Шарески.
Пред 10 дена нови директори добија средното економско училиште и основното единство. Во економското раководното место му припадна на Тони Ефремовски, кој ја замени Јованка Огњановска. Ефремовски беше директор на ово училиште и во периодот 2009-2013 година. Во основното училиште единство се врати претходниот директор Мерсел Садику, кој го водеше училиштето и пред промената на локалната власт во Гостивар. Со овие практично се заокружуваат промените на директорските места во гостиварските училишта, откако Министерството за образование му ги одзеде надлежностите на градоначалникот Таравари во таа област. Претходно во повеќето училишта на подрачјето на Гостивар беа вратени старите директори. 24 годишникот Република Албанија заработи кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторени кражби во џамија. Во два наврати, еднаш во 2016 и повторно овој месец, ја ограбил џамијата Табана во Тетово. Откриено едно лице кое осомничено дека сторил две кражби во џамија. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 24 годишникот Република Албанија поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, тешка кражба и кражба. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, во текот на 2016 година, во џамијата Табана на улица Мир Чацев во Тетово, пријавениот заедно со уште едно непознато лице, со употреба на физичка сила го отвориле сандачето за донирање на парични средства на верниците и одзеле околу 8.000 денари. На 16. мај 2018 година, во истата џамија, пријавениот заедно со уште едно непознато лице од метален сеф кој бил отворен, одзеле од 3.000 до 8.000 денари. Верските објекти се честа мета на кратците. Во текот на овој месец беа извршени и 6 тешки кражби во православни цркви во Тетово, Копанце, Радиовце и Подбреѓе, за кои сторители беа две лица, кои во разговор во полициска станица ги признале делата. Карактеристика на кражбите во црквите и џамиите е тоа што сторителите најчесто повеќе прават материјална штета, отколку што наоѓаат банкноти. Поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски е осуден на 9 години затворска казна за случајот 300 за незаконска набавка на 300 полициски возила за МВР во периодот од 2008 до 2012 година. Поповски треба и да ја надомести штетата од приближно половина милиони евра и судските трошоци. Судиката рече дека Поповски бил свесен дека со неговото постапување може да настапи штетна последица и дека бил должен да се грижи за финансиите на МВР, кои всушност се пари на даночните обврзници. Ѓоко Поповски е обвинет дека со јавната набавка на 300 возила за МВР го оштетил буџетот за 453.570 евра. И во разговорите се слуша како и самата Гордана Јанкуловска вели дека направиле финта и дека на некој му дале по 10, а на некој по 20 возила. Рече судиката читајќи ја пресудата. Поповски претходно се изјасни дека не е виновен и дека очекува ослободителна пресуда. Тој е осуден за злоупотреба на службената положба и овластување. Инаку ова е втора пресуда што ја изрекува кривичниот суд за предмет на СЈО. Имаме стабилен курс на денарот и стабилен банкарски систем, што бележеше раст и развој и ниска каматна стапка, што достигна историски најниско ниво, го оцени денеска Димитар Богов својот 7-годишен мандат како гувернер на Народната банка на Република Македонија на предавањето на функцијата на неговата наследничка Анита Ангеловска-Бежоска. Успеавме да спроведуваме независна, адекватна монетарна политика која што резултираше во задржување на макроекономската стабилност, а со тоа даде и клучен придонес кон растот на нашата економија. Пред мене стои предизвикот за продолжување со спроведување на успешна и независна монетарна политика во насока на остварување на законски гарантираните цели на Централната банка, а тоа се ценовната стабилност,
за кое што сметаме дека е најдобриот придонес кој што може да го даде во општеството, и тоа преку стратегијата на одржување на стабилен девизен курс на денарот, понатаму одржување на банкарската стабилност, стабилноста на банкарскиот систем, а преку тоа директно давајќи придонес за целокупната финансиска стабилност во нашата економија и дополнително поддржување на општите економски политики во нашата економија. Просечната инфлација изнесуваше 1,5% во овие 7 години. Ако споредиме со еврозоната, бидејќи тоа ни е најприродно, затоа што денарот е врзан со еврото, таму просечната инфлација изнесуваше 1,2%, одржана стабилно ниво, иако покрај оние редовни, да речам, турбуленции, имавме и два силни шокови. Едниот беше грчката должничка криза во 2015 година и вториот беше домашната политичка криза која кулминираше со шпекулативниот напад на девизниот курс и стабилноста на банките. Финансиската стабилност е исто така целосно одржана и банкарскиот сектор, кој што е водечки сегмент во нашиот финансиски сектор, успешно се развиваше и растеше во целиот овој период. Времето денес беше променливо облачно, попладне нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 9 до 16, а дневните од 18 до 25 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. И утре не очекува променливо облачно време, а попладне нестабилно, наместа со пороен дожд и грмежи, засилен ветер и можна појава на град. Утринските температури ќе се движат од 9 до 16, а дневните од 18 до 25 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Ги завршуваме вестите. Пријатно!